Германската аналитичка платформа Statista ги објави најпреземаните апликации во светот за 2024 година, базирано на податоци од мобилните продавници. Во извештајот се открива доминација на социјалните мрежи и апликациите за уредување содржина, што е во согласност со глобалните трендови. На прво место лансира TikTok со вкупно 825 милиони инсталации, што е петта година поред на врвот, подкрепено со моќните алгоритми и рекламни приходи од речиси 30 милиарди долари. Instagram го следи на второ место со 817 милиони, благодарение на инкорпорираните Reels, шопинг можности и новите AI алатки за уредување фотографии. Facebook и WhatsApp се наредени на трето и четврто место, додека меѓу водечките апликации е и Temu со 516 милиони преземања, првенствено благодарение на ниските цени и агресивен маркетинг, вклучувајќи реклами во Супербол. CapCut со 448 милиони и Snapchat, особено популарен меѓу младите корисници, исто така се значајни учесници на листата. Најмал број преземања имаат Telegram, Threads и WhatsApp Business, што укажува на поголема концентрација на кориснички интерес околу главните платформи. Овој тренд покажува јасна наклонетост кон апликации за забава и социјално поврзување во 2024 година. Испанско-мароканскиот проект за подводен тунел под Гибралтарската теснина, кој ги поврзува Европа и Африка, е повторно во фокусот со сериозни подготовки и финансиски вложувања. Предлогот предвидува железнички тунел долготраен околу 38-42 километри, од кои 28 километри би се наоѓале под морското дно, достигнувајќи длабочина до 475 метри во најдлабокиот дел. Во јануари 2025, германската фирма Херенкречт Иберика ја доби нарачката за спроведување на сеопфатна студија за изводливост, вклучително технички и логистички анализи, со буџет од околу 300.000 евра. Истовремено, се поставени сеизмометри за следење на подводната тектонска активност, финансирани со над половина милион евра, што ја покажува сериозноста на истражувањата. Целта на проектот е изградба до 2030 година, за да се искористи позитивниот момент од светското првенство во фудбал кое ќе се одржи во Шпанија, Португалија и Мароко. Брзиот воз што ќе минува низ тунелот би ги поврзал Мадрид и Казабланка за околу 5,5 часа. Сепак, експертите предупредуваат на геолошки ограничувања како силни морски струи, голема длабочина и сеизмичка активност, кои може да ја одложат реализацијата до 2040 година. И покрај тоа, проектот се смета за проект на векот, со потенцијал за револуционизирање на поврзаноста меѓу континентите.